Во најтоплиот летен ден од оваа 2016 година го почнувам ова ново продолжение од Фактор здравје. Ви посакувам срдечно добре дојде и бранот свежина ќе придонесе денеска преку информациите кои што само и само за вас ги имаме, да се разладите, да научите нешто и сигурно превентивно да делувате во контекст на нашето мото мислете на себе. Што денеска ќе зборуваме и кој човеков орган ќе биде во центарот на вниманието и со која предсегостинка тоа ќе го третираме, ќе дознаете по оваа прва најава. Препорачувам да останете до крајот и денеска на Фактор здравје. Третман на тонзили или народски кажано крајници е денешната тема со која што уште еднаш ве поздравувам во Фактор здравје. Зборувајќи за крајниците, треба да се напомене дека тие се основна врата или прва влезна врата како одбрамен механизам кога се здрави за човековото тело и не штитат од нападот на сите инфекции и спротивно на тоа, кога тие се заболени, тие представуваат опасност за човековиот организам. Денеска ќе ви предочиме што како третман и како можност може да се постигне доколку крајниците се заболени и имаат можност да се извадат и она што е клучно да го одговориме, дали летото како годишно време е контраиндикација за хируршки третман или било каков друг третман на крајниците. За сите овие прашања, одговор денеска и за многу повеќе ќе побараме од доктор Сузана Цветановска, која што е специјалист оториноларинголог и која што доаѓа од приватната здравствена установа доктор Сузана Цветановска во населбата Карпош 4 во Скопје. Добар ден, доктор Цветановска, и како сте вие денес? Добар ден, одлично, иако е времето топло. Инаку поздрав до вашите гледачи, вашата емисија и на сите им посакувам пријатно попладне. Ви благодарам и она што за крај го чувавме, би сакал на почеток веднаш да го објасниме и да го демистифицираме. Дали летото навистина е контраиндикација за отстранување на крајници? Точно, затоа што често пати со на класична хируршка метода, кога таа е малку инвазивна метода и може да доведе до крварења, до компликации, било да се рани во текот на самата интервенција или касни и да доведе до крварења кои може да бидат опасни по живот. Така да често пати во летниот период нема вршење на интервенција или хируршка интервенција на крајниците. За среќа со технологијата се оди напред, па ќе споменеме други техники кои тоа го возможуваат. Да, имате вие џокер во ракав, ако можам така да се изразам, кој што ќе го објасниме, откриеме конкретно на емисијата и токму летото воопшто не е проблем за примена токму на оваа терапија и третман на крајниците. Благодарам за овој воведен дел, а доколку сакате да комуницирате со доктор Сузана Цветановски да закажете термин за преглед кај неа, повелете секојдневно на 070 732 752. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И за 3 месеца откако престана со тие шејкови, ни еден килограм не вратив, значи ни еден грам не вратив. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Ремедика, прва приватна општа болница. Прашај пријател. Мој избор, а воедно и моја препорака е Вамекс. Идеално избалансирана формула од валеријана, маточина и хмелј. Вамекс е одлично решение во справување со психолошката напнатост и стресот. Уживајте во животот. За убав ден и мирна ноќ. Користете Вамекс. За индикациите, ризикот од употреби и несаканиот ефект на лекот, консултирајте го вашиот лекар или фармацевт. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Имав СИН-2 предизвикан од вирусот ХПВ. Информациите што ги добив велеа дека СИН-2 предизвикува карцином на грлона матка. Докторот, како дополнителна терапија, ми препорача и антиоксидант Г132 плюс натурал после 3-месечна терапија на антиоксидансот Г132 плюс натурал. ПАП тесто покажува дека немам повеќе СИН. Сето тоа благодарение на Г132 плюс натурал и денес тој е верен придружник во мојот живот.
Имунитет за здраво детство. G-Kids. Со доктор Сузана Цветановска, специјалист оториноларинголог, денеска во Фактор здравје зборуваме на тема третман на крајници. Кажавте дека летото со онаа нова метода која што вие применувате не е контраиндикација и може да се применува и во лето, но пред да дојдеме до аспектот на таа интервенција да објасниме неколку факти и она што како предочување од ваше искуство ги имате во однос на крајниците. Што представуваат здравите крајници и наспроти тоа што кога тие се атрофирани, односно кога се болни? Тогаш се хипертрофирани. Значи, крајниците се лимфни органи кои што се дел од имунолошкиот систем, односно дел од одбранбениот механизам на организмот и нивната локализација е всушност на влезот на дишните патишта и заради тоа тие вршат една одбрана и не залудно се наречени стражари на организмот. Значи сите надворешни влијанија кои директно ги вдишуваме преку носната или устната шуплина најпрво доаѓаат до крајниците како стражари, како филтри на сите штетни влијанија, било да се бактерии, вируси, некои честички, алергени. Тие се прва бариера, прва одбрана на организмот, да го заштитат организмот и да го информираат за било кое штетно влијание. Затоа крајниците ни се потребни од најмалата возраст до најстарата возраст. Сепак, најмногу се потребни и ми се чини најмногу се потребни кај младата популација, значи кај дечињата, затоа што имунолошкиот систем кај не викаме не е зрел или не е се уште созреан, не е создаден. Тој во почетните години, што се вели од раѓање. Тој во почетните години е секогаш послаб и сите деца се многу повеќе подложни отколку возрастните на инфекции. Затоа крајниците се најмногу потребни во таа детска возраст. Кога тие крајници често пати доаѓаат во допир со бактерии, може да настанат, тие реагираат со тоа што се воспалуваат, зголемуваат и ние викаме една реакција која дава болка, значи локални симптоми, болка, црвенило на крајниците, кој се гледа на еден добар оториноларинголошки преглед, или пак даваат општи симптоми, висока температура, општа слабост на организмот, малаксалост и така натаму. Во секој случај, кога станува збор за крајниците, обично се мисли за крајниците оние кои ги гледаме. Тоа се тие непчани крајници, но покрај нив постојат и други крајници. Тој третиот крајник кој е сместен позади носната шуплина. Потоа тука постојат и едни тубарни крајници кои се наоѓаат во близина на естахиевата туба и постојат лингвални крајници. Сите овие се поврзани заедно со лимфните жлезди на вратот во еден валдеров прстен и секогаш првата реакција од една инфекција е на сите крајници. Она што е особено важно да се спомене, кажавте дека тие се стражари или филтри на организмот, но спротивно на тоа кога ќе хипертрофираат, ви благодарам уште еднаш за исправката, што тогаш кај која возрастна категорија најчесто тоа се случува и дали освен тие локални симптоми или клинички манифестации даваат и општи симптоми, може да се прошират? Така, тие значи хипертрофираат во моментот кога имаме многу зачестени инфекции, особено бактериски инфекции, ако некоја бактерија се гнезди, крајникот постојано реагира, постојано е зголемен, постојано е воспален. Ние тоа го решаваме често пати со антибиотици, но има едни повторувачки инфекции кај малите деца, точно заради тој намален имунитет и кај такви зголемени крајници, значи најчесто се гледаат кај мали деца, но може да се видат и кај возрастни. Всушност, зголемување имаме значи на сите крајници, дури на третиот крајник, па се јавуваат симптоми покрај овие од една акутно воспаление или ако тоа акутно воспаление подолго време трае или не се лекува или се повторува, може да се јави да премини во хроницитет и во тој случај имаме симптоми од страна на дишењето, во смисла на едно преметено дишење преку нос, затоа што третиот крајник се наоѓа
позади реков-носната шуплина во просторот наречен ринофарингс или носен дел на ждрелото, и кога тој е зголемен, оневозможено е дишењето преку нос кај детето, а исто така, иако и другите крајници се зголемени, тука имаме проблеми со дишењето, дишење на уста, рчење и други проблеми кои понатаму повлекуваат и други компликации. Например, ако се работи за зголемен трет крајник кај детето, кој е толку зголемен да ги затвора естехиевите туби кај малото, во тој случај постепено се развива, ние го викаме секреторен отит, затоа што нема е затворена естехиевата туба и влезот на естехиевата туба и средното уво не може да вентилира, потоа не може да го изедначува притисокот со надворешната средина. Па се ствара секрет и слуз во средното уво, кој се манифестира со намален слух, болка во увото, повремена болка во увото, па дури и течење од увото како секреција. Затоа треба веднаш да се интервенира, да се реагира, значи се започне така, да не се игнорира проблемот, така, затоа што хроницитетот доведува и до намален слух, може да доведе. Значи тоа не е една компликација на воспаление на третиот крајник од било која етиологија. Исто така, ако например крајниците се хронично зголемени, нивната на преглед се гледа, нивната површина е зголемена, самата површина станува неравна, има отворчиња или крипти во кои често пати се задржува храна, таа храна трули во текот на ноќта особено и е потенцијална, тука се ствара потенцијална можност за вирење на бактерии. Погодно тло, значи. Така, погодно тло за бактерии и во тој случај самиот пациент осеќа, иако, значи, независно од возраста, иако, например, нема општи симптоми, нема температура, али која ќе се буди има еден непријатен мирис во устата заради тој труглеш внатре, заради исполнетост на тие крипти со ние викаме така и со гнојни маси, така да болка се јавува при голтање, под време на време може да се јават и општи симптоми со покачена температура ако се развие бактерија. Фактички тогаш крајникот не представува одбранбен механизам, туку представува болест. Тој е заболен и едно темпирано жариште, да речам, каде што може да букне јака инфекција, да направи компликации локално, како например апсес или флегмона, или пак да даде, ако се работи за некоја бактерија, не затоа правиме испитувања, например бета-хемолитичен стрептокок од група А може да даде далечни компликации во смисла на реуматска грозница, оштетување на бубрез или срце. Да, и при што неликување, може и долгорочно и некоја хронична болест не може да предизвика кај тоа дете. Со дури да речам и фатални последици. Да. Бидејќи дечињата најмалите ги почнавме и изборуваме за нив да ја довршиме приказната, би рекол, или контекстот на она што го зборувате, дали сите овие воспалителни процеси кои што се јавуваат кај третиот крајник, но и кај другите, се индикација за хируршка интервенција? Или не секогаш. Ние се прво се пробува. Секој родител кога ќе кажете дека детето е потребна интервенција хируршка, секој родител нормално е загрижен за детето, така не е седно детето да се носи на операција, па макар и била некоја операција која е, да речеме, рутина, сепак кога се работи за своји дете, сите сме малку осетливи, така да секогаш почнуваме така. Секогаш почнуваме со една конзервативна терапија. Пред се правиме испитувања. Најчесто земаме бриз од грло и нос, особено задниот дел на носот, каде што се собира тој секрет, да кажеме. Да правиме, ако е потребно, ако се најде бактерија, по антибиограм се дава антибиотик и се трудиме бактеријата да се отстрани од организмот, патогената бактерија, или пак ако е мирна, со локални средства да намалиме дејството или да исчезне бактеријата или го подигаме имунитетот кај детето и да видиме како ќе реагира. Значи, ако хируршкиот третман е неодложен, во тој случај, мислам, хитен, ургентен, сепак можеме да почекаме еден извесен период да видиме каква ќе биде реакцијата на детето на дадената терапија. Ако клиниците се повлечат, така, се зголеми имунитетот кај детето, затоа често пати и даваме разни витаминчиња и средства за подигање на имунитетот. Или дотатоци, она што ние го препорачуваме Г-Кидс сега исто така за децата е индицирано. Г-Кидсот е многу добар за децата, индициране во вакви ситуации, точно. Во секој случај морам да напоменам дека крајниците кога доаѓаат во допир со разни бактерии, вируси, тие умеат да паметат и да го спремаат организмот
поточно имуниот систем да се бори против таа бактерија. Ние тоа го помагаме со имуностимулаторите. Како што рековте, да. Да, Кецот го препорачувате и сигурно имате успешни интервенции и резултати. Одлични резултати, макар што и со германиумот за возрастни исто така има резултати. За нивке повелете? Да, зборот ми беше дека кога ќе зборуваме за возрастните ќе го споменеме. Јас го пробала и имам добро искуство. А кога зборувате за крениците, ви јавно да кажам дека јас на 4 годишна возраст ги имам, ми ги извадиле крениците, така што кога има индикација, подобро е да се отстранат. Така, не имаме строго одредени индикации кога се врши оперативен третман на крениците. Значи, и само сакам да дополнам, се извинувам, дали третиот креник само се вади или се вадат сите? Или од што зависи сето? Зависи од проценката на докторот. Значи, ако двата крајника, непчани крајника, се мирни, да кажеме нема црвенило, нема јако зголемување, а детето не дише на нос, значи дише со отворена уста, несувајќи ги директно сите штетни бактерии, вируси, честички директно во долните дишни патишта, во тој случај ние мораме да интервенираме или ако се работи, како што споменам, за намалување на слухот кај детето, за течење новото на секрет, серозна течност, значи тој секреторенот и тако постои, во тој случај интервенцијата на третиот крајник е неизбежна. И ги оставаме двата крајници, зашто сепак како орган, нас крајникот ни е цел живот потребен. Само неговата функција може да биде појачена или намалена. Појачена е, реков, во првите години на животот, а постепено со формирање на имунитетот, со јачање на целиот организам кај младите особи, функцијата се намалува, затоа што нема потреба. Целиот организам се бори со бактериите и во тој случај би требало крајникот некаде во периодот пред пубертетот, третиот крајник, самиот од себе, сега, вие што спомнавте, да атрофира, тоест да се намали или народски кажано исуши и крајниците... Но да остане сега во организмот. Па останува, али во секој случај енормно се намалува, затоа што веќе таа функција што ја имал на стражар не е толку потребна. Значи, самиот организам си има своја одбрамбена моќ. Исто така, другите крајници, значи палатиналните или непчаните кои ги викаме, кои ги гледаме, кога ќе отвориме устата, во тој случај и тие се намалуваат и треба да атрофираат некаде околу после пубертетот, периодот. Но, морам да кажам дека често пати се случува на преглед тие да се многу малички или воопшто да не ги гледаш, значи како да се оперирани, значи атрофирале, но многу пати и во старата возраст, не само после пубертетот, туку и после 40-тата, 50-тата година можеме да видиме толку големи крајници кои цело време биле активни, толку оштетени крајници кои што се бореле или се труделе да се борат и представуваат пак жариште за организмот. Значи, по правило ова треба да се случи, треба да атрофираат, но често пати во праксата се гледа дека тоа не е така. И по ова што го зборувате, сигурно има индикации на повозрастни пациенти или луѓе да се изврши одредена интервенција. Јас овде ќе ви се заблагодарам за овој прв дел од емисијата и многуте корисни информации и само ако смеам да дополнам, ако се стражари на почетокот на животот, во текот на животот крајниците се куќни помошници, би рекли. Добро, во себе се чистат, филтрираат, треба да ги имаме, го држуваат домот или организмот. Постојат индикации кога веќе мора на нив да се интервенира. За она што го имате во ракав да ни го кажете, ќе оставиме блокот реклами да бидат малку здив за вас и за гледачите, а потоа и ве очекуваме вас да ни се јавите и да поставите денеска прашање до доктор Сузана Цветановска, специјалист оториноларинголог. Генатурал ми го смени животот. Еве и зошто. Храна, кислород и енергија е сето тоа што мене ми недостасуваше. А го најдов во една капсула Генатурал. Јас успеав. И само можам да ви препорачам. Користите Генатурал за долг и здрав живот. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски 44 на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734 350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Работниот век го поминав како новинар, во младоста не одев грижа за здравјето, не користев терапија за холестерол, триглицериди
и крвен притисок, имав проблеми со срцето, преживеав неколку инфаркти, а влегов и во семејството на диабетичарите. Но од кога почнав редовно да употребувам капсула G132 плюс натурал, почувствував чудотворен ефект, ми се врати силата, концентрацијата, издржливоста при работа и пешачење и менталната кондиција. Јас успеав, следете ме. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна еходиагностика на срце, ехопрегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Stalo sa vám niečo? Nemáže. To pravé mazanie je konopné mazanie. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загревање. Побарајте ги во вашата аптека. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И за 3 месеца откако престанав со тие шејкови, ни еден килограм не вратив, значи ни еден грам не вратив. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Денот ви е исполнет со нервоза, патите од несоница, стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс, хербален лек од валеријана, маточина и хмелј, за убав ден и мирна ноќ. Денеска во Фактор здравје одвојуваме време на споменатата тема третман на крајници и од овој момент ве повикувам на 6091-924 и 6091-925 да се јавите или да поставите прашање доколку имате. Денеска до нашата пред се и ваша гостинка, тоа е доктор Сузана Цветановска, специјалист оториноларинголог која што доаѓа од приватната здравствена установа доктор Сузана Цветановска, која што се наоѓа во трговскиот центар Карпош 4 во Скопје, или директно можете да ја контактирате секојдневно на 070 732-752. Кога зборуваме за третманот, дојдовме до моментот кога индикацијата веќе е поставена, хируршки треба да се интервенира, но што освен хирургијата, каде што има крварење и кое што не се препорачува во лето, вие имате и што е она што вие го применувате и во вашата пракса секојдневно веќе го потврдувате. Така. Морам да нагласам дека единствено во Македонија го има овој третман и нагласувам дека овој третман не се однесува на целосно вадење на крајниците, туку напротив, тој патолошки дел на крајниците. Или болен дел. Болен дел, значи тој хипертрофиран крајник кој е зголемен и со тие, реков, крипти или дупчиња во кои се задржува храна, тој дел се отстранува или се делува на тој дел да тој постепено се намали, се изгуби и остане здравиот крајник да и понатаму функционира по потреба. Значи, крајниците не се вадат. Затоа самата метода не е инвазивна. Значи, нема крварење, нема сечење, нема потребна припрема, подготовка, па и постоперативна подготовка, затоа што сепак со инвазивниот метод се отстранува комплетно крајникот во целосна анестезија и постоперативно е потребна една нега, течна кашаста исхрана, диетална исхрана една недела. Сигурно хоспитализација неколку дена. Хоспитализација 3-4 дена и реков можните компликации од крварење што го оневозможуваат интервенирањето во жешко време, значи во топлите месеци. Во секој случај со оваа интервенција се овозможува да безболно скоро пациентот, значи интервенцијата се изведува во локална анестезија, точно како на Забар, без никакво крварење, амбулантски, без болка, без некои посебни припреми, реков, пред и после оперативно или после интервенцијата, со тоа што пациентот си оди дома. Важно е дека нема болка, нема, можеби некоја нелагодност дека сепак е интервенирано, но нема јака болка, нема потребна диета, нема губиток на работа
работни денови или работни сати на школско дете, што најважно реков, може да се изведува во секое време, и во зимските месеци, и во летните месеци, било да е наутро или попладне, да. Според желбата на пациентот. Исто мислиме, да. точно. Благодарам, имаме јавување да го вклучиме гледачот, да дадеме приоритет. Добар ден до вас. Добар ден. Ве слушаме. Повелете, господја. Поздрав. Баш ме заинтригира темата, се јавувам за ќерка ми. Да, повелете. На возраст од 20 години и ме интересира докторка да ми кажи каде ги вршат баш овој последниот дел третирање на клиниците, бидејќи во последно време нема чести инфекции, проблеми, меѓутоа оној дел кај што иако е девојка, со хигиена, со сите тие работи, имат ова непријатно непријатен мирис. Да, мислам не е баш тоа мирис, али е нелагодност, како да ви кажам. И не би сакала со операција, со таков захват, затоа што е жалосно, не се толку чести сега проблемиве, инфекции, температури, такви работи, може би 2 години нема. Меѓутоа се видливи на обичен, со обичен преглед, може и лаик да ги види баш со тие крупчиња, или крипти, како што рече докторката. Како перфорирање. Сега ме интересира каде може да ве најдеме. Добро. Овој третман што го опишавте во... Така. Благодарам. Дали може јас да ве представам уште еднаш? Доктор Сузана Цветановска, специјалист оториноларинголог. Можете да најдете и да ја контактирате секојдневно на 070 732 752 или директно во нејзината ординација приватна здравствена установа Доктор Сузана Цветановска во трговскиот центар Карпош 4 во Скопје. Само да одговорам на пациентката и само се извинувам, многу сакам да кажете, и мене ме интересира лично за да објасниме што повеќе на гледачите, која е најмалата, односно највозрастната возраст, би рекол, или години за интервенција или примена нова радиофреквентна терапија? Нема граница. Малку се дечињата покомплицирани, затоа што самата интервенција многу кратко трае. Значи, дури... Еве во време да кажеме колку тоа просечно... 5-10 минути максимум, со малку муабет и релаксирање на пациентот. Во секој случај, малку помалата возраст, оние деца кои потешко се работуваат дури и за преглед, се малку тешки, нормално се плашат од лекар и здрав, малку е потешко со нив комуникацијата, но нема возраст. Значи сме работеле деца од над година дена, да кажам, година и нешто, па се до најстара возраст преку 50 години. Така да, уопште не е третманот страшен, не е болен, реков. Пациентот за комуникација, оне кој е деца, например, после 5-6 година, така да нема никаков проблем. Реков краткотрајна и дури нема никаква индикација за целосна анестезија, макар што на Запад да, се внесуваат многу малите деца во целосна анестезија, али не се исплати, тоа е толку краткотрајна да може да... Додека се чека дејството да анестезијата ќе заврши интервенцијата. И зашто кога самата анестезија се носи своји ризици, нормално. Затоа нема никакви ни потреби од преоперативни испитувања, да речеме време на коагулација, време на крварење, што е потребно за инвазивната интервенција. Али сепак морам да нагласам, ние крајникот не го вадиме. Крајникот се редуцира болниот дел и останува здравиот дел. Големината се намалува, што исто така некогаш големината е индикација, независно што пациентката нема, родителката која се јави, така нема проблем, значи има можеби добар имунитет во овај момент, тоа е постојано жариште, таму постојано трули храната, зборува со тој мирисот, се развиваат бактерии, патогени, непатогени, кои понатаму може да направат големи проблеми. Кажавте дека и возрастните лица се доволна индикација или секако дека може оваа радиофреквентна терапија да се примени кај нив и сигурно дека намалениот имун систем кој што кажавте, сигурно стимулатори треба да се покачува. Дали после интервенцијата тоа го препорачувате и што е вашата препорака? Препорачуваме локален третман за
побрзо нормално да се возобнови крајникот. Локални третман со некои спреови за да се намали тоа чувство на страно тело во организмот, да кажам, чувство дека е работено. Потоа даваме, ако има потреба, значи аналгетици, но најчесто нема потреба, пошто самата интервенција не е болна, да. И обавезно нешто за покачување на имунитетот, да самиот организам се избори со можноста од инфекција. Кажевте дека нема јадење на течна храна, нормално се враќа на нормалното мени. Нормално мени, веднаш може, дури ми се чини од интервенција, може пациентот да оди, ако е дете, да си ги обавува школските активности, само лето не, или да си замине на одмор, или пак ако е во работен однос да си оди на работа. Значи многу е важно што не се губат ни работни денови, значи нема болувања, нема болничко лекување, нема болнички трошоци, така да методата е вистина одлична. И сигурно во текот на годината и тоа како треба имуниот систем да се одржува на високо ниво, посебно кај овие пациенти. Дали може и нешто да им препорачате? Ние живееме во едно многу лошо време, едно стресно време, кога постојано сме изложени на надворишни влијанија, штетни влијанија. Да кажеме високи температури, промени температури, штетни навики, стресови, нездрава исхрана, малку спортување, значи повеќе седење на работа и сето тоа си влијае на организмот. Сето тоа го пореметува имуниот систем и ние секогаш треба да го подхрануваме, да кажам, да го јачаме. Било преку земање на лекови, менување на животните навики и се во интерес на подобар живот. Да, и сигурно оние имуностимулатори и имуномодулатори кои што ги споменавте кај децата, уште повеќе би рекол кај возрастните треба да се применуваат. Може ли што вие препорачувате или што од вашата пракса дава резултати? Дава резултати. Еве, на пример, германиумот е доста позитивен лек, да кажем, од искуство мое, па и на другите лекари, исто така е добар имуномодулатор, да кажем, го подига имунитетот, што е важно за секој организам, особено во детската возраст и да не кажам во онаа возраст кога веќе ги минуваш 50-тите години, еве и моето такво чувство, дека сепак животот вреди и треба да се продолжи. И оно што е важно, повторно ќе кажам дека имуниот систем, освен што е основа за здравје во целина, и не тоа само после ова радиофреквентна интервенција што се прави, туку и кога сме здрави. Точно, треба да се одржува. За да не дојде до болест. Сигурно. Препорака Г132 Плюс Натурал, нашиот верен поддржувач и пријател, можете да го консумирате во било кој период од годината и една 15-дневна терапија чини 1100 денари, достапна во блистер низ сите аптеки во Република Македонија. Овдека користам можност уште еднаш да ве повикам на еден од двата понудени телефонски броеви да ни се јавите, а зборувајќи за имуниот систем и здравјето во целина, повелете, кликнете и посетете www.ich.mk, каде што покрај докторот Цветановска, Сузана Цветановска, уште многу други врвни експерти од својата област даваат своји сведочења и искуства во однос како да имате здрав, моќен и силен имун систем. А она што денеска го имаме на понуда во однос на темата е третман на крајници. Доктор Сузана Цветановска, специјалист оториноларинголог, гостува денеска во Фактор здравје. Зборувајќи за радиофреквентната терапија која што единствено вие применувате во Република Македонија, кажете ми дали после интервенцијата по одреден период можно е повторно да се јави некое воспалување или можност за реинтервенција. Но претходно имам уште едно јавување пред да одговорите на моето прашање. Добар ден и до вас. Ало, добар ден. Добар ден. Сакам да поставам прашање до докторката. Мината година во септември 2015 ги имам извадено двата крајници со претходно диагностицирано високо АСТ, појава на стрептокока. АСТ го имам скоро 5 до 6 години и по совет од струкчен доктор ми беше препорачено да ги извадам крајниците, но еве скоро цела година ги помина, јас се уште имам покачано АСТ. Па барам мислење од докторката што би ми препорачала. Добро, и се извинувам, уште едно јавување имаме во овој блок и ќе одговорите на двете прашања. Добар ден и до вас. Ало, добар ден. Ало, добар ден, господи, одлично ве слушаме, повелете. Добар ден, поздрав до вас, водителот и до гостинката. Благодарам. Би сакала да поставам едно прашање, конкретно се работи за мојот сопруг. После известно време од појавата на воспалени крајници му се јавува нешто што ги сфрла како каменче. И што многу специфично мириса. Што би можеле да ни кажете за тоа, како да не му се појави такво нешто?
Дали ова доволно за тоа? Јас не разбирам дали крениците се извадени? Не му се извадени крениците. Што ми изфрло нешто како каменче, што непријатно мирисе. Да, благодарам. Пред известно време има примерно терапија од амоксиклав има препишано и со тоа соодветно значи му се повлекува воспаленото на крајниците, меѓутоа после некој време се појавува нешто што го со искашлување го изфрла. Да, благодарам и за вашиот интерес. Повелете на првата гледачка. Да одговорам на првата гледачка, да. Првата гледачка кажува дека крениците се извадени, а АСТ-то е се уште високо, што значи дека тој бета-хемолитичен стрептокок од група А, кој ни дава АСТ поголемо од 250, се уште перзистира. Значи, јас сум нашла таква бактерија во грло и во нос и со извадени крајници. Треба да биде на една постојана контрола и постојана терапија, најчесто пеницилинска терапија, успено да се зема на почеток доза како што е препишана, а после таа доза може да биде доза на одржавање. Покрај тоа, пред многу години се користеше и екстенцилинот како препарат кој се прима на 21 ден, особено кога АСТ-то е покачено. Зошто? Затоа што, реков, компликациите може да бидат фатални по здравјето. Значи, никогаш АСТ-то не паѓа веднаш, потребно е време, може би и години лекување, месеци години лекување, за да се состојбата се нормализира. Во секој случај постојани контроли и превземање на сите можни мерки за да се нормализира АСТ-то. Што се однесува до втората гледачка, тоа на што зборувам. Значи, постојано во крајниците, кои се со такви отвори или крипти имаат каналчиња, тука се задржува храна. Пошто таа храна не може постојано да се истискува, стои подолго време, таа веќе со дехидрирањето станува потврда и се ствараат како камчиња или може би да се баш камчиња, значи заради дехидратација да бидат тврди и од време на време да се исфрлат. Во секој случај, во тие крипти, во тие отвори кои викам, се развиваат патогени бактерии. И за крај само кратко одговор, дали оваа радиофреквентна терапија кој еднаш се примени е всушност решение за секогаш или постои можност за реинтервенција? Секогаш постои можност за реинтервенција, значи секогаш може да се јават, ние сме на располагање во секој случај, но такво искуство сега немам. Сега немам. Значи еднаш за секогаш. Да, во секој случај треба да се одлучи пациентот, треба да се најде правиот начин, се во интерес на неговото здравје. Да, ви благодарам за сите овие совети, сите информации и примената на новата радиофреквентна терапија, која што единствено вие во Република Македонија работите. Убав одмор ви посакувам и да се видиме. Благодарам, јас на вас и на вашите гледачи, пријатен одмор и благодарам за поканата. Благодарам уште еднаш и задоволство ми беше што се дружевме денеска со вас, а за дополнителни прашања, за кажување термини кај доктор Сузана Цветановска, специјалист оториноларинголог, ве упатувам директно на нејзиниот телефонски број 070 732 752. Тука ви благодарам за вашето внимание и поздрав и подсетување дека утре повторно се гледаме на исто место и во исто време. До тогаш пријатно.